840 година некаде во Македонија. Некои историчари сметаат дека се родил во Солун или во неговата околина, а тоа го поврзуваат со фактот дека уште како млад бил повикан од светите браќа Кирил и Методија во нивната мисија. Климент учествувал во преведувањето на светите богослужбени книги од грчки на црковно-словенски јазик. Заедно со светите браќа отпатувал во Панонија и Моравија, каде живо учествувал во мисијата за ширење на христијанството на словенски јазик. Бил еден од истакнатите учители на учениците од Моравија и Панонија кои се подготвувале за свештеници и ѓакони. По смртта на своите свети учители, под притисок на германците заедно со другите ученици Горазд, Наум, Саве и Ангеларии, од Моравија тргнале на југ и пристигнале кај бугарскиот кнез Борис и потоа дошол во Охридскиот крај за да го шири христијанството на словенски јазик. Во Охрид развил голема црковна и просветителска дејност во целата поблиска и подалечна околина. Неуморно одел од село до село, од град до град и на разбирлив народен јазик го ширел христијанството. Бидејќи бил свесен за тоа оди со својот жив говор може да добре само до своите слушатели, а не до целиот народ и генерациите што ќе дојдат по него, тој основал универзитет во Охрид, првот таков вид не само на Балканот, туку и во целиот тогашен словенски свет. Низ оваа висока просветна богословска институција во текот на 30 години поминале околу 3500 ученици. Никој никогаш не го видел Свети Климент да се одмора, туку напротив, постојано бил зафатен со работа. На едни им ги покажувал буквите, на други им ја држал раката по пишувањето, а на трети им ја објаснувал длабоката смисла на пишаното. Честопати вршил и две работи одеднаш, и деца учел и книги пишувал. Тој знаел, а и другите постојано ги учел, дека мрзливоста е мајка и учителка на секое зло. Особено настојувал да ја искорени мрзливоста, да ги навикне луѓето на работа. Неговиот труд не останал без плод. Учениците негови напредували и во знаење и во добродетелен живот. Неговата слава се повеќе растела и гласот за овој голем духовник и проповедник се слушал надалеку. Затоа бил хиротонисан за прв епископ словенски. Се грижил и за телесната храна на сиромашните, вдовиците и сираците. Напишал беседи на сите неделни и празнични денови на прости и јасен јазик, така што секој можел да ги разбере вистините кои ги учел. Се трудел 50 години во извршувањето на Божјото дело и вршил чуда и за време на земјиот живот. После големиот труд и верната служба на Бога, умрел во Охрид на 9 август 1916 година. Неговите мошти се чуваат во Охридската црква Свети Климент, Света Богородица, Перивлетос во Охрид. Свети Климент е закрилник и патрон на македонскиот народ низ целата негова историја. Тој е патрон на Македонската православна црква, на Македонската православна богословија и Богословскиот факултет, како и на голем број просветни и научни институции во нашата земја. На него се посветени и голем број ново изградени цркви и манастири во европските и прекоокеански земји. Неговото име гордо го носи и нашето училиште, кој ги продолжува неговите просветителски дејности. Сеќавање за Климент. Секогаш денот кончет кога блеснува и радост ми штом ми се јави, во длабините мои, во душата моја, нешто почнува да шуми, тлее. Зарем се било така како што е денес? Сме биле неуки, гладни за знаењата вечни, но се појави човек светец, од Бога послание наше. На зборот наш, на писменоста наша и даде душа. Тој човек Климент се вика, име што уште многу ќе се слуша. Денес се уште животот не менка со око мрачно. Се уште бијат волци настрвени во црни туги јами. Не сме биле тоа што сме, не сме биле наши на нашето. Не научи ти, учителу драг, песната наша да ја пееме сами. Денес не сме повеќе гумно за туги амбари. Од устата на дете, стар се збори зборот свој. Дојди, макар за миг во мислите наши, ти Клименте. Дојди, својот вид да го видиш, своја песна да слушнеш. Ние дојдовме, ќе си одиме, само ти остануваш. Нека времето не ти го сотри името.
Добър ден и добре дойдохте. Нашият патрон на училището сега ви поканва горе на една малко хотел. Добре?